почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје ви посакувам понеделнички добро утро и добре ни дојдовте и ве поканувам и ова утро да не следите од почеток до крај. Зборуваме за летото, топлото, високите температури, како тие влијаат на хроничните заболувања, кои пациенти се најранлива категорија, кои се предупредувањата од лекарите и препораките кои што сите ние треба да ги следиме за да можеме полесно да се справиме со овие високи температури и да можеме организмот полесно да го поднесе сето тоа. На оваа тема утрово разговараме со доктор Лилија Чолакова-Дервишова, специјалист по семејна медицина, председател на Македонското здружение на приватни лекари од приватната здравствена установа Саномак Велес. Добро утро, доктор Лили, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Среќен ден, поздрав до гледачите. Така, драго ми е секогаш кога сте овде со нас, бидејќи секогаш имаме добре дојдени информации буквално за секого и освен тоа што обработуваме и конкретна тема, секогаш знаете и нешто дополнително да подспомнете, кое што е добро да се слушне од вас. Предупредувањата секое лето од страна на лекарите како полесно да се справиме со високите температури, посебно оние кои што се во ранливата категорија. Што се случува во организмот кога времето надвор е многу топло? Зошто е толков товар за нашето тело? Па знаете, кај нас некако се изгуби она пролет, што викавме, делот од временските услови, така да директно од чизми народот мора да оди во сандали и да се нагло се стоплува времето. И сите тие нагли промени температурни влијаат најмногу на овие хронични болни пациенти, на нивната циркулација, оние артериосклеротични крвни садови, пациенти кои што имаат претходни мозочни удари. Така да мора да ние како лекари нашата мисија да апелираме превентивно да делуваме, да кажуваме со помош на вас, на вашите емисии како новинари кои што третирате здравствени политики, така да и сега ќе опатиме апел до сите наши гледачи да движењето и физичките активности сите што треба да ги работат во раните утрински часови, најмногу негде до 10 часот, заради тоа што после тоа температурите се качуваат, а изминатите 2 недели навистина беа невообичаено високи за јуни. Значи 39-40 степени, тоа беше навистина енормна температура. Гледавме дека не е само кај нас во цела Европа дека се случуваше таков топлотен бран, но сето тоа резултираше со секој ден да има по еден пациент со мозочен удар. Се зголеми бројот, така и она што вие лекарите го регистрирате и го пренесувате е дека е зголемен бројот на мозочни удари. И покрај сите апели кои што сме ги упатувале на нашите пациенти, немојте да работите по лозијата, по бавчите, по фолиите, во жешкото, во 12, во 1, во 2, но сепак имало луѓе кои што не го почитуваа тоа и се случија состојби кај што моравме веднаш да ги упатиме до нервно оделение да примат инфузии, да се третираат и така. За луѓето кои што работат на отворено, градежни работници кои што се исто така апелираме како професионалци, работното време и оние тешки задачи градежни кои што се да се обавуваат исто така порано, дури подобро и порано да се почне со работното време, кога организмот може да ги поднесе тие температури. Заради тоа што тука, ако подолго време сте изложен на сонце, може да добиете сончаница, топлотен удар, вртоглавици, рачуните има луѓе од градежните фирми кои што работат на огромни висини, мало завртување на свеста, мала нерамнотежа и може да се случат трагични исходи кои што не ги посакуваме на никого. Трудниците исто така да се рехидрираат, да пијат течности, да нема големи температурни разлики ако престојувате дома на ниска температура, надвор да испаднете. На сето тоа, оние сензори, ја што викам, центри кои што се за рамнотежа, за терморегулација, едноставно организмот реагира. И не е добро за организмот такви да се прават нагли промени, а најстрашно е кај овие хронично болни кои што велиме, бидејќи нивните крвни садови не се еластични доволно за да може да реагираат на ладно, на топло, на жешко се шират крвните садови и многу лесно ако и се тие артериосклеротични, атероматозни, значи ригидни и многу лесно иде до крварење во малиот мозок, на базата на черепот, во одредени регии
Зависи, некој крвен сад може да се случи нели да прсне и да дојде до мозочни удари, крварење во мозок. Ред симптоми можеме да почувствуваме и кога некој од нив да не загрижат, кога да повнимаваме и всушност би рекле дека летото не ни е непријател, туку само треба да ги слушаме препораките од лекарите и истите да ги применуваме. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, повелете, јавете се, поставете прашање за се што ве интересира околу вашето здравје и консултирајте се со доктор Лили. Со доктор Лилија Чолакова Дервишова, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа Саномак Велес, председател на Македонското здружение на приватни лекари, зборуваме за влијанието на високите температури, топлото време, летниот период врз хронично болните. Кога станува збор за ги набројавте сите хронични заболувања кои што се всушност по најзголемен ризик да реагираат на вакво топло време. Ќе почнеме ли со крвниот притисок, па дијабетот, па срцевите болни, па ред други состојби на кои што треба да се повнимава? Да, на нашите пациенти ги советуваме редовно да си ја земаат терапијата, овие кои што имаат висок крвен притисок, редовно да прават контроли на тензијата 2-3 пати во денот, помалку да се јаде во летниот период, значи да се внимава што се внесува, лесна храна имаме преубава македонска, не е храна која што да речеме летно време, тиквички, постни борани, значи кај што може полесно да се внесе нели во организмот се што му е потребно и повторно да бидете заситени. Значи обилно јадење да нема, пиење на алкохол, течности кои што дополнително би ги прошириле крвните садови и би направиле штета, исто така е штетно. Добро е се тоа да биде во мали дози, нели да речеме едно прсте колку за циркулација, кај овие што се, додека со висок притисок, додека овие кои што се со дијабет исто така нели мора да внимаваат на својата храна, бидејќи потењето, нели влијае топлото време така на нивото на шеќерот во крвта. Влијае се потите, дехидрирате, се концентрира, се покачува, не движат заради жештините, а движењето е основен момент кај дијабетот, вие треба да го потрошите тој шеќер во мускулите за да бидете нели подобро регулиран. Терапијата треба да се зема редовно, без натечности, вода или која што би била на собна температура. Движење мора да направат дијабетичарите рано сабај или покасно навечер, барем оние 10 километри кои што велиме рамномерно движење за да може да се изрегулира гликемијата. Така да овие што се со притисок, повторно ќе кажам, значи да проверуваат исто ниво на шеќер и на масноти во крвта. Значи мора да има регулација на сето тоа и да се контролира. Во лето знае да се намали притисокот, меѓутоа кај некого може и да се покачи. Знаете како, човечкиот организам 2 и 2 никош не се 4. Да. Значи причините кои што доведуваат до покачен крвен притисок можат да бидат најразлични. Затоа велам, прво секогаш проверуваме како професионалци шеќер и ниво на масноти, кои што ги затнуваат крвните садови, не се еластични како главни ризици, но и стресот е многу голем ризик. Значи вие имате такви состојби каде што ние кој ќе дојде пациентот и ќе каже каков стрес има во фамилија, дали се работи за разводи, за болни деца, најразлични трагедии, каде што матичниот е најдостапен и оној првиот кој што го амортизира оној стрес на фамилијата, кај што треба да дадете 2-3 утешни збора за да се подобри таа состојба која што ја чувствува пациентот пред вас. Така да затоа велам стресот е 50%, заради тоа што темпото на живот е навистина напнато, сите се во некоја трка со овие мобилни телефони, достапноста едноставно, мислам дека човечкиот род го изгуби мирот со овие мобилни телефони. Не може вие во исто време тргнеме и ние како професионалци па и пациентите. Додека влегува на преглед, нема пациент да не му звони телефон. Кај си, шо си? Додека ние прегледуваме, звони друг, резултатите да ми ги видите, готов да ми е упат од болевањето, да ми е со такси ќе дојде. Значи сето едноставно се работи под некој притисок и не може вие да немате крвен притисок покачен. И едната страна и другата страна, но општо. Значи целокупно темпото на работење, сите се под некој притисок. Така да мислам дека
Сите треба да гледаме да си го вратиме мирот подалеку од сите овие смарт телефони, уреди и секој што ни го одзимаат слободното време. Мислите дека кој знае што ќе прочитате или ќе видите или информации, а уствари ви го нарушуваат, ви го нарушува мирот. Мирот на организмот. Да. Имаме веќе гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро, повелете, ве слушаме. Поздрав до докторката и до водителката. Ви благодариме. Прашање до докторката пред 3 дена ми се врате во главата и паднав на земја. Полежав едно 10 на минути, пак станав поново вртоглавица. Па 10 на минути полежав и после станав, постоев неколку минути и до денеска се движа, ама имам некако ко тупи нешто во главата, нешто ко да ме стега. А имам притисок 90, 95 до 100 до 180 некој. И да ми одговори докторката или е сончев удар, или е нешто од друга причина. Така, Динта, бевте изложени повеќе на сонце кога ви се случи ова? Да, повеќе на сонце и то клекна таму на машините работев и го станав и така ми се деси. И дали бевте на преглед кај лекар? Не, се бил на преглед. Не сте били. Земеделие се бавам и ова прилика користа да е мнение докторката. Совет секако и препорака ќе добиете од доктор Лили, ама препораката исто ќе биде да се посети лекар затоа што ова се случило. Ви благодариме за јавувањето. Прво, нели би го замолила пациентот да се јави на лекар, заради тоа што по гласот чувствувам дека се работи за многу возрастна особа, каде што веќе крвните садови не се добри. Второ, симптомите кои што ги кажува дека нешто се случило во центарот за рамнотежа, малиот мозок или било негде на базата на черепот. Ви препорачувам да го изрегулирате, нели, притисокот, да си ги земете таблетките, капсули еглонил да земете, малку да се изрегулира тој момент на вртоглавица. Мора да земете исто така бета-сер 24 за вртоглавицата и тој е најдобар лек кој што би го подобрил дотокот на крв од, нели, главните крвни садови до мозокот, да мирувате, никако на жешко да не се движите, тешко да не работите, лесна храна 2-3 недели ќе ви требаат да лежите, малку помирен живот и да видиме да не се повторат, бидејќи тие ситни мали крварења се најопасни, бидејќи можат да се повторат. С витамин у високи дози, лимонади, но мора да го регулирате и притисокот. Треба да си направите контрола и на вратните крвни садови, да се види плаки да не има, нели, некои кои што го нарушуваат тој проток на доток на крв од главните крвни садови до мозокот, да видите ритмот на срцето каков е, значи едноставно да се купираат сите моменти кои што ви прават проблем во здравјето. Да. Секако мора да се направи преглед. Некогаш човек ќе рече па немам време, така да тргнам, да почнам едно испитување, второ, трето, ама на тој начин ќе се спречи да не се случи повторно она што му се случило на бидејќи таа вртоглавица нестабилност, гледате тоа се повторува, така да или изварирал горе-доле притисокот, направил прскање на одредени крвни садови, но и таа нестабилност може да падне, да го скрши колкот, да направи дополнителни проблеми и негови за околината и така. Значи подитно да се земе еглонил, бета-серк, да се провери да не се има, не знам каде, некако ми звучи каде е од Западна Македонија, каде има во здравствените домови, и компјутер на мозок да се направи, да се даде течност и отокот да се повлече ако има крварење. Невролог некој треба да го види, да се даде терапија. Да не се престојува и да не се работи во најтоплиот период од денот. Значи се што има рано са бален аут, али овие 3 недели ви препорачувам да одмарате. Така, да, кога веќе ја спомена и вртоглавицата гледачот, многумина се жалат на вртоглавица во летниот период, кога таа треба да не загрижи? Знаете, има пациенти ќе дојдат ќе речат ми се подзаврте денеска малку, па ќе се проверат. Идат. Значи 50% од пациентите веднаш за било кој симптом, јас сум им кажала уште кога се запишуваат кај мене како пациенти, ако било каков проблем имате, јавете ми се. Друго е да размениме, нели, мислење, ставови, па да дојдеме до решение. Но има и пациенти кои што ќе речат пробав, седев 2-3 дена дома, нели, не секогаш луѓето веднаш и трчаат.
во зависност дали се во село, дали има кој да ги донесе. Линиите кон селските места се проречени, нема такси, нема, значи на терен има проблеми за достапност и пристапност кон здравствени установи. И во такви ситуации телефонски се јавуваат, доктор, ке ми се случи ова и ова, што да земам, што да ми пратат, нели, моите блиските ако имаат, нели, комшиите ако не се сами. Така да има и состојби каде што они пробаат да ја средат состојбата, но нели ако не се подобрува, тогаш пак се јавуваат. Некни исто има в последен пат случај пациент кој што од едно велешко село почнал да валка, нели, забележал дека е цел ден работел во лозија, фрезирал и во, така да повторно во жешкото. И затоа еве апел, немој да излегувате ужештините. Работете рано сабајле, касно навечер, секунда фали за животот да ви се смени и да биде полошо. Така да ајде со брза помош, со се однесе се транспортираше до Велес во нервно оделение, така да потребен е тој контакт матичен доктор, нели, да бидете достапни. Сепак матичните во Македонија се најдостапни, тоа можем да го кажем, слушајќи ги нашите иселеници од странство кои ќе дојдат тука, кои ќе ми речат овака да добијам ливче за крвна слика, овака да ве добијам вас, да може веднаш, тоа го нема во странство. Значи по месец дена чекаат да дојдат до матичен и ако нешто е добро во здравствениот систем во Македонија, тоа е матичниот доктор е успешна приказна. Да. Можете веднаш да исконтактирате, не мора некогаш и со физичко присуство, како што да рековте, дадете првичен совет, бидејќи секој матичен лекар си ги познава своите пациенти и можете и да предпоставите и да знаете и што би му требало и по слухот, знаете, значи тоа искуство и тој контакт 36 години, вие уште од врата кога ќе ви влезе пациентот, гледате дали он добро се движи, заради тоа што го знаете од претходно, дали говорот му е во ред, дали тепка сега, значи како и да има минимални промени во неговата здравствена состојба, ние ко детектор овака уште од врата правиме скрининг и снимка, така да тоа е убавината на работењето во примарно здравство. Повеќе полиња се опфатени, нели, контактот блискиот со пациентите и тоа е тоа што ве држи во живот. Така да. Дали во летниот период има потреба од корекција на терапијата кај оние кои што се со висок крвен притисок или оние со одредени срцеви заболувања, но не пациентите сами на своја рака, туку после преглед кај лекар, матичниот специјалистот? Знаете како, возрастните најчесто зимно време, бидејќи студи, се стегаат крвните садови и кај поголем дел од пациентите иде до покачување на притисокот. Летно време, заради високите температури, се прошируваат, рековме, крвните садови и кај одредени пациенти иде до пат на тензијата. Значи, ако имале зимоска 180, сега вика, на Жешково ми паѓа, не сум добар, така да кај тие правиме корекција на терапијата, со неколку пати повторување во текот на неделата, да следиме, да видиме дали тој пат е нешто моментално, дали е тоа, нели, моментална состојба од само од тој ден, или се случува цела недела со жешкот. Така да затоа велам, достапноста на матичниот доктор, контролите, разговорот со пациентите, некогаш им велиме, па и јавете се, мерете, видете, ако можете, ако не ќе дојдете. Така да многу е битно за да го насочите пациентот како да живее, како да третира, како да прима терапија, за да не се случи, нели, грешка. Да. Кога се високи температурите и во ова летно време, освен повозрастните и онаа категорија, нели, велиме трудниците, малите деца и оние со хронични заболувања, дали во таа група влегуваат и оние кои што треба да се повнимателни со хронична обструктивна белодробна болест, со хронична бубрежна болест и ред други поспецифични? Па, најчесто овие кои што имаат ХОП, нели, имаат проблеми заради тоа што ладно кога пијат, нели, ладното прави еден бронхоспазам, така да им велиме терапијата мора редовно да си ја зимаат, да си отидат на контрола. Повторно ќе кажам, проблемот е што многу малку пулмо-алерголози имаме во држава во внатрешноста. Еве, ние во Јасеново имаме еден, само кој што исто така е многу возрасен и е, нели, за кратко ќе си оди во пензија. Така да потребни се контроли, но пак ја речем, најголем дел и процент од пациентите се средени, дадено им е хронична терапија, со помош на фондот сме издале за 6 месеци, за да нема, нели, малтретирање, да чекаат во чекални, да идат нова жешко, нема кој да ги донесе, бидејќи се летни периоди. Возрастните се најчесто останати сами, младината иселена или на одмор за мината.
така да телефонски комуницираме, ако некој има нешто итно, тогаш матичните се тука. Ако некој За да препратат и на специјалисти или да им дадете совет каде следно би се обратиле. Така, ако матичниот ви е на одмор, тогаш секој матичен има замена која што ги прифаќа на колегата пациентите и ги услужува. Така, да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Добро утро. Имам 60 години, имам стално низок крвен притисок, ми паѓа многу и имам и вртоглавица од нискиот притисок. Добро. Добро. Откусуваат ми 101. Како што беше последно? Отчукувањата, односно пулсот ви е 101. 101, да, слабо слушнав, да. Добро. Јас свакак по гласот, Ви благодариме. да, кој што ве слушам, треба прво да се види, нели? За ако е ниска тензијата, велиме внесна течности прво да се направи. Да, што кај оние со низок притисок со низок, им топлото препорачуваме, значи литро и пол е минимум за правилно да функционираат бобрезите и уринарниот систем. Но може се потите, може сте у некои услови кои што нели едноставно не ви одговараат, затоа велам доволен внос на течности, да се провери јод, нели да јодирана сол, патлиџанче може да се посоли, сиренце нешто посолено кое што би ја прибрало течноста нели од цревата и да дојде до покачување на тензијата. Друго, заради овие вртоглавици, има луѓе кои што се хипотоничари, тоа е со низок притисок цел живот. Да. Тоа е генетика. Ген не може да оперирате. Значи некој е со хипертензија наследно, некој е со хипотензија, така да тој момент овие вртоглавиците да се провери крвната слика кај пациентката, заради тоа што постои тахикардија. Оние што се анемични, бидејќи постои помало количество на крв, тој мора да е поголем обрт на крвните состојки и обично имаат заради анемијата тахикардија. Така да би препорачала една крвна слика и серумското железо да си го проверите, да видиме кој елемент недостига МЦВ, да се види дали фали B12, дали фали железо, да видиме која компонента е во недостиг. Значи една крвна слика да направите, да се јавите кај вашиот матичен лекар, има лекови за вртоглавица и фондовски кои што дадат како цинедилот кој што е единствен. Така да, вашиот матичен се надевам дека ве познава доволно, ќе ја провери крвната слика и ќе ви даде соодветна терапија. Да, а и заради нискиот притисок, веројатно има препораки во исхраната и во однесувањето, така кои што би помогнале, бидејќи реагираат и на променливо време и на високите температури, промена на надморската височина, така тие што се со низок притисок знаат сепак е брзо да 66 изреагираат. години пациентката која што се јави е возрастна веќе, значи да се види крвна слика, тоа што велам масноти, шеќери, да се видат други параметри, уреа, креатинини, да се види функцијата на бубрезите, недостаток на железо, крвна слика, МЦВ-то дали е во ред како параметар, значи ќе се види една крвна слика каква е состојбата и матичниот сигурно ќе даде и терапија и ако треба и дополнителна суплементација со витамини, испитувања дополнителни. Да, ако треба. Да, ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот, останете со нас до самиот крај. Продолжуваме понатаму, но да го слушнеме и следното јавување. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали имаме гледач на линија? Да го слушнеме вашето прашање. Доколку не можеме да се чуеме во моментов, се надевам дека ќе се обидете уште еднаш да се јавите за да го добиете советот и препораката од доктор Лили. Во меѓувреме продолжуваме со сите препораки кои што се важни за секого од нас, доктор Лили. Дехидрирање на организмот, многу зборуваме и многу често слушаме, ама колку сваќаме, колку може да биде опасно? Значи, организмот во најголем процент е вода. Така да клетките за да функционираат, да се обогуваците биолошки, биохемиски процеси на ниво на клетка, која што е основна единка
нели на човековиот организам, мора да има доволен внос на течности. Ако нема, ако имате состојби на проливи, на повраќање, каде што дехидрира и во големи количини се губат течности од дигестивниот тракт, од нели преку уста било се, веднаш мора да се пристапи кон рехидратација. Ако пациентот може да прима, има електролити, најразлични кесички, нели, има ОРС таблети, па им препорачуваме во чајот кој што ќе го сварат на 15 минути по една лажичка да почне да прима организмот. Или даваме таблетки како што се реглани, или пуштаме интрамускулни инекции, бускопан, нешто кое што би го смирил организмот да почне да прима. Заради тоа што очигледно е надразнет или од некое воспаление, или од некој токсин, или храна некоја со поминат рок, некој да речеме кој што нели направила некоја реакција, да се избегнуваат средства кои што би го изиритирале цревото, повторно ќе кажам, многу ладни течности не, она замрзната вода кој што ја мрзнати нула. Таква сакаме цревата работат на 36/7, значи и вие им правите стрес на тие таму ресички цревни и после тоа идеме до состојби имало стомачни вируси, има заради тоа што вие сте му го испореметиле функционирањето на тој дел од организмот. Така да најбитна е рехидратацијата во такви состојби. Уште еднаш ќе повторам, ако може да прима перос преку уста во ред, ако не, го праќаме на инфективно деление, каде што инфузија би се уклучило, да се направи таа рехидратација на организмот, да се смири состојбата на губење на течности преку уста или преку црево, и да се врати во една нормална состојба, да почне да прима, да работи, да ја преработува таа храна која што ќе се внесе. Така, значи течности без исклучок и без воопшто многу да размислуваме, али вода е најдобра. Така вода во текот на денот, барем во вода е најдобра. Овој летен топол период и во текот и на да целата биде на година. некоја нели приступачна некоја нели температура, да не биде ни многу ладна ни, заради тоа што сега е најлошо пијат директно од фрижидер, ви идете загреан надвор од 40 степени. Ама ожеднеле, а што ожеднеле, значи веќе нека почало да почекат дехидрира малку. организмот. Да, треба да се внесува, но повторно ќе кажам да се внимава на температурата која што е на водата. Или на сокот или и пополека, по помалку количински, а не одеднаш цела чаша да се направиме перење на црева и на цел дигестивен. Да го слушнеме и следното јавување. Добро утро. Добро утро, дали се слушаме? Добро утро. Повелете. Се јавувам, јас сум на 73 годишна возраст и имам проблем со зуење во ушите. Ме разбравте? Да. Сите испитувања ми се во ред, и каротиди, и железо 30, и 150, сите испитувања бев и на невролог и на ушен, али зуењето во ушите никако да престане. Тоа е толку нервозно што стварно ми... Дали може докторката нешто да... Добро. Еве препорака и совет ви благодариме. Да, благодарам на јавувањето. Значи, самиот момент, годините кои што ги кажувате, идеме повторно до момент дека оној васкуларен систем, оние најситни крвни садови се атероматозни, има лоша циркулација до центарот за слух и мора тука да се види да се земе за подобрување на циркулацијата, дали ќе се даде пентилин и за периферна и дали ќе се даде гамалон за да се подобри централната васкуларизација, но во овој момент би ви препорачала, има комбинирани нови лекови сега, росувастатин со езетимиб, каде што би ги намалиле оние лепење на плаки на крвните садови, ако се подобри циркулацијата, ќе се подсмири тој момент. Иначе не се работи ни за некое оштетување травматско, туку лоша е циркулацијата на ниво на она полжавче што сме го учеле внатрешното уво, нели, кое што лошо е васкуларизирано во дадената ситуација, така да мора да работиме на моментот да се подобри циркулацијата и на ниво на мозок и периферна и да се дадат овие лекови да се намалат маснотиите и се надевам дека ќе дојде до подобрување на вашата состојба. Да, а е чест проблем кај повозрасната популација. Па дури и кај помлади веќе може да се јави така проблемот со зуењето во ушите. Многу често е зуењето заради тоа што едноставно они сметаат да не имам чеп, некој да ми се прочисти увото, па ги праќаме на проверки, но на крај секогаш излегува дека сето тоа е добро, но лошо е внатрешната, кој е внатрешно, значи самиот доток на крв
до оној дел на внатрешното ово. Така. Кога зборуваме за мозочните удари, за кои што навистина сведоци сме дека многу ги има во овој период, освен топлото време и топлината, и другите ризик фактори влегуваат тука во игра и предизвикуваат вакво нешто. Како да препознаеме навреме симптоми, навреме да реагираме, бидејќи времето тука игра многу клучна улога. Многу е битно, ако се случи нели таква состојба, прво пациентот да свати дека е сериозна или членовите на неговото семејство. Значи, како испади може да биде да се искриви дел од устата, значи да има асиметрија во ликот. Почнува да валка пациентот. Исто така, и тоа би можело да биде симптом. Но повторно ќе кажам еден битен, за какви се симптомите, зависи кој дел каде што има различни центри, центар за говор, брока, каде што е. Значи вие лева веднаш знаете, ако не може да зборува, дека крварењето е негде во лева хемисфера каде што се наоѓа центарот за говор. Ако е рамнотежа поместена, прво што треба да проверите во малиот мозок дали има некој крварење и се. Затоа фамилијата, нели, ако примети било каков испад во однесувањето на пациентот, или рака лева, нога не можат да движат, или ќе рече слабост чувствувам, сите тие се некои предзнаци каде што дека нешто се случува горе. Постои вкрстување на патиштата во пределот, нели, на излезот од черепот, каде што ако, нели, имате испад лево страна, тогаш десно се случува негде во хемисферата и обратно. Така да секогаш ако забележи член на семејство дека има проблем со говорот, дизартрија, значи не може да зборува, почнува да валка, искривување на како велиме пареза, негде околу центарот, нели, каде што се наоѓа на фацијалис и се, јадрото на тој нерв, така да сакам да кажам, сите такви испади, членот на фамилијата кој што ќе ги забележи кај пациентот, веднаш да се упати да се даде до нервно оделение, заради тоа што колку порано дадете дали гликоза, бидејќи таа е основна за храна на мозокот, или ако е пациентот диабетичар, во тој случај манитол, се дава инфузија за да може да се повлече отокот, нели, и колку побрзо ќе се делува, толку последиците ќе бидат помали. Затоа велиме, за да се спаси човечки живот, за да има пристапност, достапност од секаков кадар во здравствениот систем, е нешто бесценето за било кој човечки живот. Така, да. А ако се случи во моментот да изгубат свест, па потоа повторно да се вратат, има некогаш случаи кога тие милливи транзиторни случувања, транзиторни исхемични атаки, кои што исто така се знак, кои што поминуваат, ама се знак, и затоа велиме најдобро е што и да се случи да си одиме на лекар и да провериме што е тоа што било претходно. Знаете како, постоеше еден стар невролог, невропсихијатар, порано беа се во едно и ние сме учеле невропсихијатрија, не беа поделени невролози и психијатри, и сметам дека е тоа многу подобро отколку сега, нели, како што се функционира, и би требало да се врати. Неговото искуство беше бесценето, кој што велеше, јас повеќе се плашам од таквите транзиторни исхемични атаки, отколку од некој поголем мозочен удар, заради тоа што пациентот не е послушен, ми помина. И повторно продолжува, и после идат состојби кои што, нели, многу потешко можете да ги вратите во нормала. А ако некој добие поголем мозочен удар, тој мирува, уплашење, ги слуша препораките, значи моментот на страв влие на неговата психа, се менува малку пациентот и почитува, така да јас исто го држам неговото мислење, заради тоа што тоа се сигнали кај што пациентот треба да се загрижи и да го промени, дали внесувањето на храна, пиење на алкохол, работење на жешко, значи стилот на живење, ако ви праќа организмот сигнали, вие мора да реагирате на тие сигнали. Бидејќи следното нешто не знаеме, дали би било многу посериозно и пострашно. Јачина ќе удри и каде ќе се јави таа исхемија, бидејќи ние велиме тоа се транзиторни исхемични атаки, но тие се знак дека нешто не е во ред. Така. Топлотна исцрпеност и топлотен бран. Заради подолг престој на топло време, на жешко време, може да се случи и ваква состојба. Топлотниот удар е животозагрозувачка. Што го разликува од оваа исцрпеност која што многу мина од нас ја чувствуваат во текот на денот? Знаете како, ако пациентот почувствува да му е лошо, нагон за повраќање, висока температура, нели, многу високи температури, тогаш е прегреан мозокот.
И ако вие сам сте свесен, денеска сте работеле на 40 степени, капа не сте носеле, течности не сте внесувале, никаква заштита. Значи тука не треба да се сомневаме, заради тоа што ние секогаш кога ќе дојде пациентот го прашуваме каде беше, што правеше денеска, анамнезата е веќе пола дијагноза. Ако е пациентот во состојба да ни одговори. А ако не, членови на фамилијата или работници, колеги, многу често ни ги носат од градилиште, ќе речат му се слоши, па повторно земаме анамнеза од нив. Каде работевте, во какви услови, што правеше и така. Затоа велам добро распрашување на пациентот, за да се дојде до точна дијагноза, рехидрирање, внесување, ладење на главата, облози, ставање, се што треба, купирање на сите состојби ако има нагон за повраќање, се дава терапија за тоа, но најбитна е рехидратацијата и ладење на главата, да се стават облози, течности, така да се мирува во темна соба, да се смири тој нервен систем. Многу е битно да не дојде, зашто велиме и малите дечиња, нели, капче да носат, во количка да бидат, да не се изложуваат тие мали главчиња заради тоа што негде фонтанелата уште не е затворена. Така да се внимава едно нормално, умерено живење и прво да се мисли на здравјето и на последиците од лошото однесување. Ако претерате детето, го пуштите цел ден на плажа, и оно му е убаво. Без разлика што се разладува, ако е на сонце незаштитено. незаштитено. Да, ако главата е незаштитено, тука верувајте. Па да и за возрастните. Да, и за возрастните и за малите деца. Во овие жештини препорачувам обавезно капче бело, светло, нели, па и во море или во езеро кога ќе влезете, носете си заштитен дел на главата, заради тоа што тука се околу нас се оние сончаници, топлотни удари, дехидратации, премор, малаксалост, нагон за повраќање, сето тоа е резултат на ако нели сте биле премногу изложени на овие топлини, а не сте се заштитили у највисокиот кога температурите се највисоки. Така. На самиот крај, ако го почитуваме и применуваме она што вие лекарите го упатувате до нас како препорака, ќе можеме летото и овие горештини малку подобро да ги поминеме. Па да, им посакувам на сите гледачи пријатно мирно лето, да сте здрави, пите си течности, не многу ладни, чувајте се од жешкото, се што имате обврски рано са бајле завршете ги, читајте книги, релаксирајте се во периодот подалеку од мобилни телефони, правете нешто кој што ве прават среќни, садете цвеќиња, гледајте миленичиња, така да си го држите менталното здравје. Да. Ви благодарам, доктор Лили, за гостувањето. Убаво лето ви посакуваме и вам од тимот на Фактор здравје. Фала. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, што не следевте и денеска. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден. Се гледаме повторно утре наутро.